Тоа се балоните во Кападокија. Стигнав до мостот, некако ми е до тука дојдено. Овај се опушташ и најаш. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со тачето. Јас сум во Кападокија по втор пат во мојот живот да ги видам балоните и мислам дека денес конечно ќе имам приликата. Пред мене е еден кинес кој исто така престојува во хостелот каде што јас престојував и со кој што одлучивме заедно да одиме да ги гледаме балоните. Само му висат од куферите некој јажина да го известам треба, да не му се заплеткаат втркало. Ќе одиме во долината на љубовта да ги гледаме балоните. Тоа е една од неколкуте долини во Кападокија за гледање на балоните. И се наоѓа околу селцето Ѓореме. Всушност, сите балони летаат во близина на селото Ѓореме. А иначе јас денес нема да останам во Кападокија, туку одам за Истанбул откако ќе ги видам балоните. Така да покрај од Кападокија ќе одам кон Анкара, покрај Анкара се упатувам покрај Болу и стигнувам во Истанбул. Имам денес многу за возење, 700-800 километри, околу 8 часа возење. Но имам во оваа релација, бев претходниот пат, застанав во Ескиле Шехир, бев и низ Кападокија 2 дена. Така да сега ќе одам во Истанбул, иако прво не планирав. Инаку утринската температура е 10 степени, свежо е доста. А кинезов пред мене тргнал од Кина преку Русија кон Норвешка и Финска и Шведска и слегол надолу кон Балканот, Италија, а од Балканот ги посетил Албанија и Грција и веќе 40 дена бил по патишта. Има една торба, освен трите куфери што ги носи. Торбата е поголема од куфер, јас не знам што носи човекот внатре. И како ја носи, значи е 1 метро широка. И тука започнуваме со офроад. Местото поточно кон кое што одиме се вика Love Garden, градина на љубовта. На кинезов некој му го кажал тоа место, така да се надеваме дека ќе биде убаво место и дека ќе нема многу луѓе за да ги гледаме балоните. Иначе локалното време не ви кажав, во моментов е 4 часот и 50 минути. Од хотелот тргнавме некаде 4 часот и 40 минути. А започнуваат со полетување балоните околу 5:30. И изгледа пристигнавме на местото. О, ништо не се гледа. This is the place? The time is too early. Yeah, seems like it. I expected to see a few fires. 5:30 е сатот, уште нема балони, ама чекаме, сонцето почнува да излегува. Малку го сгрешавме местото. Свежо иначе ни студеше, дори чекавме. Уф.
Ми се враќа филмот Туниско заглави. Тоа се балоните во Кападокија. Втор пат доаѓам тука само за да ги видам балоните и еве конечно имав прилика. Бидејќи балоните се многу деликатни на временските услови и не можат да поднесат многу ветер. Ова изгледа како подобро место и поблиску. Тука веќе има и повеќе луѓе, што има повеќе луѓе, значи дека тука е поубаво. Ова е местото. This is the place. The good one. Гледката е навистина преубава. Че гледајте и тука доправа полетуваат. Значи гледката е преубава доправа таму, уште полетуваат, значи колку што има во воздухот, уште толку што гледам се спремаат за да полетаат. Вредеше што доаѓав до тука. Повтор пат се исплатеше барем овој пат. Локалното време 6:20 часот, балони се уште има и луѓе премногу се насобраја. Ние Арно што дојдовме порано, 5-10 минути покасно дојдевме, ќе немавме толку убаво место за поглед на балоните. Сега веќе сонцето излезе, не е толку пријатно за гледање, бидејќи сега испаѓаат балоните цели во сенка, но од друга страна добиваме топлина сега. Иначе премногу кинески туристи има тука. Балоните полека слегуваат долу, а тука и времето да ја напуштам јас Кападокија, но прво ќе отидам до хостелот, бидејќи треба да одам во тоалет. Само заради тоа одам и потоа продолжувам кон Истанбул, бидејќи ме чека денес еден долг пат. Но времето е тоа, мора да се направи во еден пат. Потоа од Истанбул до дома ќе видам, можеби пак во еден ден ќе гледам да одам. Може би во 2 дена ќе видиме какво ќе биде ситуацијата. Иначе не знам дали ви кажав, сношти ич не спав, не само јас, туку сите што бевме во собата не спавме. Од причина што имаше еден кој што премногу грчеше, значи она не беше грчење, она беше викање, јас не знам. Прегласно беше, значи дури се будеше, значи во спијање, значи викаше буквално некој зборови кажуваше, освен што грчеше. А не знам стварно како да ја објаснам, она прегласно беше, значи никако не се спиеше. И јас во еден момент ми текна овие тампоните во уши што ги кладам. И се ги кладав во уши, џаве пак го слушав и сонив на уши. Че јас не знам што беше она, ама а отине не почекав тоа на му бедицове.
И никој не спавме, буквално со Бајлево, ако станавме, сите бевме свежи онака како и да не сме спиеле. Иначе Кинезов ми кажуваше дека во Кина мотор кој ќе си купил си имал документот кој ќе си го купил и неколку години, не знам точно колку, си можел да го возиш моторот и потоа не смееш, ако те запри полицијата ти го зема моторот. И затоа вика како ќе го купиш моторот, вика секоја година цената нагло му паѓа. Мотор вика како твојот половен за 500 евра можеш во Кина да го купиш. А иначе имате опција со тие интересни коли како Кабрио што се без покрив да рентате тука 2 часа било 80 евра. Мака нешто како вие. Што не би рекол дека се малте пари, парно пешки да си тргнете. Имате вака и активности коњи да јавате тука. Имате и 4 цикли да јавате, можете и мотор Веспа да рентате. Ајде, мори госпожи. И завршив јас работа во хостелот, сега се упатувам кон Истанбул, 725 км, Google Maps ми вели 7 часа и 15 минути возење, што искрено не е толку, јас мислев повеќе ќе биде. Со паузи, еве 9 часа ќе ги ставам, така да локалното време е 7:30 часот, плюс 9 часа, тоа би било 16:30 часот, околу 4,5-5 часот да пристигнам не во Истанбул, туку во хостелот каде што ќе спијам во Истанбул. А во Истанбул, не знам, порано од тоа ќе стигнам, не знам со гужви како ќе биде Истанбул. Инаку сега гледате празно е со Бајлево, во 4 сатот повеќе гужви имаше по патиштата отколку сега откако завршија балоните. Се смеев сега додека се облекував, се смеев за ова што грчеше Чајаков. Овај кинезот вика одам да спијам, дури не е вратен овај. И јас излегвам и те го иде англичанецот. Се не знам колку ќе спие, ама стварно многу грчеше Чајакот. Имаше пример 10 секунди, така тишина ќе беше, си викаш само престана готово со грчењева и се опушташ и најаш. Онака свеста вија земва, значи, не знам, трагично, нервозно и смешно беше. Се собираат некои темни облаци, но вчера, завчера ја провервав прогнозата, пишуваше дека нема да врни, така да барем додека не излезам на автопат, нека издржи. Иначе скоро цел пат ќе ми биде автопат до Истанбул. Околу 150 км подоцна јас треба да турам и бензин, а и да јадам нешто. Ако има, се разбира, има на знакот пишуваше дека има за јадење. Меѓутоа, не знам каков тип на јадење, дали на бели пецива се мисли, дали се мисли на нешто готвено, на нешто како суџук со јајца, например. Тоа е нешто што во моментов така и тоа како би го јадел. Но прво да турам бензин. So. Бензин. Турив 600 лири, кеш плаќам. Не му реков фул од причина што не сакам потоа со железни да ми враќа или нешто такво. Му дадов 600 лири, 12 литри некаде дојдоја. Да го ресетирам ова, да си знам. Но имам уште 582 км, така да веројатно ќе треба да турам пак. Пред Истанбул некаде ќе гледам да турам пак. За да не треба во гужвите низ Истанбул да треба да барам и бензиска.
Сега да паркирам некаде тука да видам што има во ова. Ѓубре ново. Завршив јас со паузата, јадев еден тост, само со кашкавал, 140 денари некаде го платив во македонски пари. И еден дупли чај, тој го платив 35 денари некаде. А сега продолжувам. Иначе за Кападокија, местото од каде што ги гледавме балоните, ќе ви го напишам во опис. Во моментов не се сеќавам како се викаше, дома ќе го најдам, ќе ви го напишам. Исто така подетално видео за Кападокија во мојата претходна тура има, тоест објавено декември некаде на мојот канал. И тоа во опис ќе ви го оставам доколку сакате подетално да ја видите Кападокија. Сега да продолжам кон Истанбул. Вкупно до хостелот уште 500 и нешто километри. Два часа подоцна јас направив уште една пауза. Се скапав смеење, цел пат ми текна на грчењето. Многу беше стварно смешно. Сега ми е смешно, тогаш иче ми беше смешно, ама кога и да се разбудев, кој ќе ги видев другиве двајцава и тие будни беа. И јако беше наставно, имам уште 4 часа до Истанбул, 385 километри. Си ги сменав на раквиците си ги имав зимските клаено, бидејќи навистина студеше, меѓутоа сега нормално жештина фате, дојдов и на пониско малку. А како јас да... се зафркна. Неќам да турам бензин, сакам само да поминам. Сега продолжувам кон Истанбул. Имаш иначе до мене и други пауза правија, тука ми понудија чај, меѓутоа јас веќе имав кафе земено, така да не сакав чај. А како на моите претходни патувања, така и на ова патување го користам маслото од холандскиот бренд Putolane. Масло кое значително ви намалува вибрациите на вашиот мотор во споредба со другите масла достапни на македонскиот пазар. Уште 2 часа подоцна дојде време јас да направам друга пауза, да турам и бензин повторно треба. Овој пат 700 ќе турам. Само да ја најдам бензинска шесторка, веќе ништо прво да седнам онамо малку, едно кусо паузиќе да направам, тоест нема да седнам, ќе постојам. Седам цело време. Па сенка нема нигде. Моторот да го паркирам бар. Тука има мало сенкиќ. Супер. Јас јадев едно благо како круасан, 180 некаде беше тоа лири, и еспресо 60 лири, заедно 240 лири, околу 280 денари. А иначе денес е 28 август, Богородица. Јас си искористив паузата да му ја честитам славата на еден од моите драги пријатели, Христијан Нешевски, како и еден од моите најстари гледачи на каналот. Гледач дури и на моите стари видеа, кои сега се направени приватни и не се достапни за гледање. На него му е денес слава. Овој пат, за разлика од минатите години, немав прилика да присуствувам кај него, на неговата слава, така да вака телефонски му ја честитав. А сега да турам тука бензин за 700 лири. Има исторено така нешто. Време е јас да продолжам. До хостелот во Истанбул имам уште 218 километри, околу 2 часа и 20 минути возење, но мислам дека времето може да биде и подолго доколку има гужви во Истанбул. Локалното време е инаку 2:50 минути. Додека се гужвиве, да ви кажам, заприметив, Google Maps-от ме носеше преку тунелот Евразија. Ви кажав лани кога бев в Турција во едно од видеата дека има тунел под Босфорот, но тоа што знам, мотори се забранети во тунелот и сега не ми се ризикува и
ја пренаправив наново навигацијата да ме носи преку еден од босфорските мостови. А не знам зашто гужви има тука наеднаш. Пристигнав јас во Истанбул, локалното време е 5:20 часот. Моје второ доаѓање во животот во Истанбул. Лани бев прв пат во Истанбул, октомври. Има на мојот канал видео доколку сакате да гледате подетално како го поминав еден ден во Истанбул. И овој пат ќе останам исто 2 ноќи во Истанбул. Утре цел ден ќе бидам тука, нема да возам, барем не планирам. Исто така нема ни да ви снимам нешто од утре. Вечер планирам да излезам, може би јутре, не знам, со телефонот нешто ќе ви снимам како Ереван кога беше. И допрва сега треба да го поминам и еден од мостовите на Босфорот. Иначе кога одев кон Грузија, со поминување на најновиот мост на Босфорот, ги обележав лично за мене поминати сите 3 моста на Босфорот. Нормално не рачунајќи го тој на Чанаккале. Пред мене е еден од мостовите на Босфорот, ама гунгула, гужви ја комбиња. Вајб 0. Нема сатисфакција да има од возење на Босфорот. Добро, има сепак сатисфакција, убаво е. Тори сега ќе замислам дека имаше гужви, може трои поубаво ќе беше. Имаше поќе време да се впие. Дура многу тука на мостов. О, кацигата ќе ми излади. Да се реди. А утре би сакал пешки да дојдем до Босфор. Да го испешачам. Од тука до хостелот 10 километри, градско возење. Се надевам нема на таму гужви да има. Кратка, зборот ми го врати. Попуштам со нервите, значи уште 8 километри тргни застани од преје со пикање, со прајање. Само за пешки Истанбул, за тротинети таки работи. За мотор не, за кола да не правиме муавет. Иначе, убаво поминав по патот, не се сеќав изморено нешто како што мисле, бидејќи сепак беа малце повеќе километри. 8 часа во возење, 8,5 може би ги поминав. Ко тргнав, колку беше часот? 7:30 да не беше. Или 8:30, море 7:30 беше. Сега е скоро 6 часот. Па да, 10 сати, 10,5 сати. И ја сега почнувам да се потам, почнувам да се лепам. Зошто? Зашто Истанбул има малку улици тесни, а многу коли. Многу видов денес луѓе со блузи од Бешикташ и кај што лепат исто така и плакати да не има денес нешто фудбалски надпреварот и со дресој се многу.
Devojči sokolkovi samo. Ajde be, ajde Ljutfen. Ajde narode, ajde, čabuk. Стигнав до мостот, некако ми е до тука дојдено. Нити мотор не берен, точак не берен, не па мотор. Се расчистува овде, само аман чисто нека остане. Ajde, движете, зелено е, ајде. Вие бе кај одите на... А то ќе полудам јас. Мрни, ајде цела ку... Имал горниот, фала му на Господ. Бивам. Го пихнав за пикање, ма како ќе го извадам.
Yes. That's it. Yanıma gelin. Ölüyor takip tatilde. Тоа беше Истанбул, каде што јас го користев трамвајот како превозно средство и е многу едноставен за користење, значи уште пред да се качите на трамвајот, кога ќе пристигнете на станицата, само едноставно ја титкате вашата дебитна картичка и влегувате и потоа чекате трамвај. Трамвај има на буквално секои 5 минути. Исто така, трамвајот ви е најбрз превоз, тој не застанува на семафори и слично, само се качувате, застанува на попатните станици и стигнувате многу брзо до саканата дестинација, која што е сепак по патеката по која се движи трамвајот. Картата е 52 денари и мислам дека е многу ефтино и дека е многу солидна цената, особено со оглед на тоа што доколку одите со возило низ Истанбул, значи ќе полудите. А тука негде и ќе го одјавам јас ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.